Лидерот на СДСМ Зоран Заев оценува дека сите процедури се уште не се завршени околу прогласувањето на Шарпланина за национален парк. Според него со тоа може да се скратат некои права на граѓаните, така што до крајот на годината треба да се искажат сите засегнати страни. Што постојат процедури согласно меѓународните стандарди за прогласување на заштитени подрачја, национални паркови или слично, сакаме да ги исполниме секогаш меѓународните процедури. Знаете, кога сите се носиме од поривот за нешто добро, како што е национален парк, веднаш треба да знаеме какви права на граѓаните ускратуваме. Како што е, правото на пасење на добиток, како што е правото на користење на одредени природни ресурси за развој или слично. Сите тоа мора да го знаат, да на крајот донесеме со консензус одлуката, ние сме позитивни. На ова негова изјава реагира од движењето Екогерила, кои во соопштение ја оценуваат како несериозна и срамотна, а образложението дека прогласувањето на Шарпланина ќе го одземе правото на пасење на добиток како смешно и тенденциозно. Тој како поранешен премиер треба да знае дека добитокот не штети на животната средина и на биолошката разновидност во природата, но уништувањето на флората и фауната и разните природни ресурси доаѓа од изградбата на хидроцентрали и нелегална сеча. Да се увери дека пасењето на добиток не им штети на националните паркови, треба да побара од советниците да му го прочитаат Законот за заштита на природата, член 75.2 и предлог Законот за Националниот парк Маврово, член 11.3, во кој изрично се наведува дека пасењето добиток е целосно дозволен. Овој закон важи и за развој на туризмот на Попова шапка, каде прогласувањето на Националниот парк не представува никаква пречка, се вели во соопштението на Екогерила. Во однос на прашањето до каде е постапката за прогласување на Шарпланина за национален парк од Министерството за животна средина и просторно планирање со писмен одговор, дека во тек се активности за изработка на конечната верзија на студијата за валоризација на Шарпланина и осогласување со другите сектори – економија, шумарство, енергетика, туризам и друго. Процесот на осогласување на ставовите за заштитените подрачја е сложен и комплексен во однос на обезбедување холистички пристап на сите засегнати страни, кои во повеќе случаи имаат своји активности и проекти кои треба да ги усогласат со целите и активностите за заштита на природата. По изработката на усогласена студија за валоризација на природните вредности на Шарпланина и нејзино доставување до Министерството, истото ќе започне постапка за прогласување на Шарпланина за заштитено подрачје, национален парк, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.